Погледнете со каква гарнитура од раководството на СДСМ си имаме работа. Уште не дојдени на власт, не можат да си ги пребројат становите и куките на кои сами на себе си плаќаат кирија. Уште не дојдени на власт се закануваат на секој граѓанин дека имаат снимки од неговите телефонски разговори. И ако им се спротивстави, ако некој искаже спротивно на неговото мислење, веднаш му се заканува со објавувања, со намера да му втера страв. И не само тој, и не само тоа, целата негова гарнитура, целото негово раководство го прават истото. Тоа ли се политичари кои ќе ни ја донеле демократијата и слободата во Македонија? Демократија ли е ако на секој неистомисленик му упатуваш закана со објавување на снимени и креирани телефонски разговори, стекнати на незаконски и на криминален начин? Демократија ли е ако 5 часа ја тепаш со што ќе стигнеш сопствената полиција и 38 полицајци се хоспитализирани? Го симнуваш и го кинеш знамето на Република Македонија. Само со цел да извршиш насилен преврат. Такви демократи не и требаат на Македонија. Демократи кои јавно се закануваат на медиумите, кои не ги подржуваат нивните насилнички и кукавички политики. Демократи кои физички повредуваат и раскрваруваат новинарки и сниматели. Демократи кои преку своите контролирани и однапред платени и преплатени медиуми однадвор им упатуваат закани на собствениците на другите медиуми кои не ги подржуваат дека кога ќе дошле на власт ќе завршеле вака или онака. Демократи кои пред 3 години имаа обид за насилно влегување и окупирање на парламентот. Демократи кои организирале своји групи на насилници кои ги тепаат неистомислениците од други политички партии. Што ли ќе се случи ако оваа гарнитура од фрустрирани и насилни ликови дојде на власт? Да, искрено си кажа Заев пред година-две дека живи луѓе ќе јадат и дека од чистачка до министер се ќе биде по списокот на кадровата комисија на неговата партија. Тоа го кажа кога мислео дека никој не го снима и си говорел човекот искрено. За разлика од тоа, вчера без срам го говореше обратното. Тие луѓе ја бараат мојата оставка. Тие всушност бараат да им ја оставиме Македонија ним, во нивни раце и во нивно управување без народна волја. Овој народ вечерва, оваа масовност, оваа енергија, оваа сила е најдобриот одговор за нив. Сакаат без идеи, без програма, без проекти и дела, без конкретни, обмислени и сериозно подкрепени решенија за проблемите на граѓаните да ја добијат народната волја, мнозинството народ во Македонија. Нашето работење, нашите реформи, нашиот напредок, нашите инвестиции, нашата грижа за земјоделецот, новите работни места, сето тоа е контрастот и го покажува нивното неработење, кога има добиено довербата на мнозинството граѓани. Го слушам вчера Заев објаснува
дека ќе донеле странски инвеститори, а домашните ќе го имале приматот. Па тој во Струмица е 10 години градоначалник. Еден странски инвеститор не донесе во Струмица во цели 10 години. А за домашните инвеститори видовме и слушнавме каков примат имаат и ќе имаат од Заев. Со директно барање, мито и корупција, класичен рекет, без срам и без трунка достоинство. И колку да не излезе вистината, дека немаат ни програма, ни визија. Во неговиот настап вчера видовме десетина општи флоскули, очигледно во последен момент пред настанот на брзина внесени за да заличи дека нешто работели и обмислиле.